Здраво. Јас сум Мислим Друмишовски, работам во Наркоман Балкан и сум супервизор и 7 години посветено им помагам на другите да ја разрешат зависноста и да напредуваат и успеваат во животот. Здраво, Мислим. Кажи ми дали ти претходно си имал проблем со зависност? Нормално и така ја најдов након програмата. Зависен бев од моите 15 години до негде до 20 година и последниот период веќе имав целосно изгубено контрола врз својот живот, врз својата ментална состојба првично и не бев способен и најмалите и наједноставните проблеми во животот да ги разрешам и да се соочам и да функционирам нормално со светот околу мене. Јасно. Кажи ми што те привлече кај Нарконон програмата и зошто ја избра токму таа метода за рехабилитација? Првично, пробував и со други начини, со психијатриски лекови, со медицински третмани и такви начини, но сите тие работи ми ја довлошуваа состојбата и фактички гледав дека за една дрога правам замена со друга дрога или со лекарства и со такви работи. Тоа што ми се допадна и што ме привлече во Нарконон програмата беше тоа што кога прочитав за Нарконон програмата видов дека е базирана врз витамини, минерали, суплементација и вежби што ти помагаат да се вратиш, да си вратиш својата првобитна состојба и да си рехабилитираш твоите способности и работи што си ги изгубил во текот на користење на дрогата. Одлично. Кажи ми кои се најчестите предизвици со кои се соочуваат луѓето во процесот на рехабилитација? Па најголемите предизвици, мислам дека првиот чекор е најголемиот предизвик. Тоа личноста да се одлучи дека му треба промена во животот и дека тоа не е веќе начинот на кој треба да оперира и да има храброста, кај мене беше тој случај, да се има храброста да се направи првиот чекор и да се направи една промена во животот и да се биде спремен да се живее на едно повисоко и поубаво ниво. Супер. Кажи ми што значи за тебе титулата супервизор и каква одговорност носи таа титула? Поубава работа и поубава титула не можам мислам да добијам и поголемо задоволство не можам да искусам од секојдневно работењето на таа улога. Зошто? Зашто со таа улога и со таа привилегија, можам да кажам, имаш шанса да на човек кој години и години бил во агонија, во болка, во ниско ниво на постоење, да го видиш кај што повторно е самоуверен, повторно блеска во очите, повторно има желба и сон и визија што да направи со неговиот живот и како да напредува понатаму. За мене нема нешто повредно од тоа. Одлично мислим. Кажи ми што би им препорачал на оние што се уште се во канџите на зависноста? Да го земат првиот чекор. Да го направат првиот чекор, а првиот чекор да ја прифатат состојбата, да нема оправдувања, да нема ама јас можам, ама јас имам контрола врз нештото, уште утре, уште задутре, еднош неделно ќе правам, еднош месечно, ова мене не ми влијае. Едноставно видете дека животот ви оди надолу и надолу и надолу и дека единствениот излез е да се прифати тоа како проблем и да се земат ефективни акции,